Почитувани сограѓани, на последната пресконференција на ДПМН од 4 јули, професорот кој не умее да менаџира буџет на училиште зборува за брана. Очигледно менторот си ја нарачал омилената тема, проектот за браната Речани, по кој Чајнички крикнува. Да останеа на власт, Речани ќе им беше рудник, неисцрпен рудник од кој ќе продолжеа да ги билдат личните сметки, а граѓаните да ги замајуваат дека не виделе ни 5000 евра. По строг урнек тие само планираа како да профитираат за себе. Така планираа и брана Речани која никогаш не ја почна. Тоа што го градеа беше без потребна документација. Градеа на диво, без дозвола, правеа експроприација и на крајот за ништо не платија. Но народот ги казни, па уште не може да се помират со тоа. Разликата е во тоа што сега се гради и се плаќа. 2018 е завршена експроприацијата. Во јануари 2019 е издадена дозвола за градба. Во мај 2019 е изработен динамичниот план. Во септември 2019 година фирмата изведувач е воведена во работа. Овој микрорегион ќе добие уште поквалитетно водоснабдување и наводнување кое за среќа не почнува со вас Миле Левков, туку било конципирано уште во 60-тите години како хидросистем во Ризарска река. Се фалите со тоа што сте го изградиле пред неколку години, а не сте биле таму да видите дека веќе тој пат на едно место е сериозно растукнат и на десетина места потрупан со одрони. Така градите вие. Вие сте пример за себично, расипничко владење и луксузирање со парите на граѓаните. Да не беа Зоран Заев и Лјупчо Николовски, уште ќе крадевте од средствата за браната. Таква обнова на Македонија барате да ги користите парите на граѓаните за лични цели.